Студијата што ја насловив Мијаците потомци на античките македонски и прастари жители на Матија, денешна Албанија, која неодамна излезе од печат, расветлува многу прашања што се од особено значење за историјата на Македонија и македонскиот народ. Оваа студија се потпира исклучиво на автентични материјали, на автентични извори, на познати научни работници од другата страна на Европа, кои не се оптоварени со нашиот балкански национализам, кои најреално, најобјективно ја опишуваат етногенезата на македонскиот народ. Станува збор за историска литература која досега може да се каже дека не била отворена не само од нашата наука, туку и од научниот свет што не обкружува. Зошто? Затоа што тие книги се отворени и кога е видена содржината во тие студии, веднаш се затворени. Затоа што тука на најсоодветен начин е опишана етногенезата на македонскиот народ, во која се констатира дека македонците се најстаро колено на Балканскиот полуостров. Една белградска професорка, така да речам, начна во таа литература и создаде една двотомна студија во која што етногенезата на српскиот народ ја гради исклучиво врз историјата на македонскиот народ. На една страничка таа вели: читајќи ги, вели, овие научни работници кои говорат за историјата на македонскиот народ, заклучувам дека тие, вели господа, како да не знаат дека македонскиот народ е исто што и српскиот народ и дека македонскиот јазик е исто што и српскиот јазик. И таа на својата студија и става наслов Срби народ, неколку точки, најстарiji, што значи дека таа не зборува за српскиот народ кој бил најстар на балканските простори, туку поистоветувајќи го македонскиот народ со српскиот народ, ја гради етногенезата на српскиот народ. Повод за да подготвам оваа студија ми даде еден византијски споменик од 8 век, насловен како Чудесата на Свети Димитрија Солунски. Во тој споменик се говори за масовното доаѓање на словените на крајот на 6 и почетокот на 7 век. И тука авторот, анонимиот автор, набројува неколку етнички групи што го сочинуваат македонскиот народносен етнос, односно субстрат, меѓу кои барсијаците, ринхините, смолјаните и така натаму. Меѓутоа, во тој ракопис не се споменуваат мијаците, како една од поголемите етнички групи на македонските простори. И токму тоа ме заинтригира да можам да почнам да работам и да истражувам, за да видам каде се наоѓало, каде била првата постојбина на таа племенска група, која представува, се разбира, дел од македонскиот народносен субстрат. Барајќи ни таа сета историска литература, а многу научни работници пишувале за овие простори, особено за просторите на Матија, денешна Албанија. И дојдов до еден заклучок дека токму на тие простори, на матските простори, на денешните албански простори, живеело токму тоа мијачко население. Дојдов до едно сознание кое се потпира токму врз тие научни студии, дека првите жители на овие простори, праисториски жители, биле пелазгите, мионите, кои се јавуваат во разни форми, мигдони и така натаму, и московитите. Подосна веќе тие племенски групи ги среќаваме под разни имиња, како например Анти, Венети, Бриги, Фриги, Илири, Траки, македонци и така натаму. Сите тие етнички групи
токму на тие простори, на мацките, на албанските простори, оставиле драгоцени траги со кои ние денес веќе знаеме кое население живеело на тие простори. Например, во Албанија, во топонимијата може да се најдат доста имиња кои го означуваат тоа име Пелазги, например, имаме Пела, како што имаме исто така во Јужна Македонија, Пелопонес, Пелагонија, Пелазо, Пелазово, Пелазино и така натаму. Мионите исто така оставиле своји траги. И московитите, например, имаме Москово поле, кое денес се вика Москополе. Имаме Москино, Москиново и така натаму. Потоа имаме Московијани во Кичевско. Овде во Скопска Црна Гора имаме московишта. Имаме московишта, например, во Романија, во Унгарија, потоа во Украина, во Русија имаме Москва и така натаму. Што значи дека се работи за едно словенско население кое од овие простори се движело спрема североисток. И тоа со себе се разбира оставало своји траги. И не само во топонимијата, своји траги тие оставиле и во личните имиња и во патронимите што се среќава во пописните споменици кои се правени во различни историски епохи. Тоа ни дава за право да констатираме дека мијаците живеле токму на тие простори. Тие носат модифицирано име од мионите, кои носеле различни називи и тоа име веќе е проширено не само на овие простори, туку веќе се наоѓа дури и на Пелопонес. Многу научни работници стојат на становиште дека мијачката етничка група го заземала просторот од Подгорица и Динарскиот систем на север до Пелопонес на југ и Солун на исток, што значи дека се работи за целото македонско население. Зошто тие се нарекуваат мијаци, додека другите, например другото македонско население, не го задржило своето етничко име, например македонци така натаму. Бидејќи да мијаците живеле во едно засебно подрачје каде што туѓите влијанија не доаѓале во допир со тоа население. И тука се задржани наархичните форми, например во јазикот, обичаите и така натаму. Додека ова што било во централниот дел и источниот дел на Македонија, тоа било изложено на тие токму иноверни влијанија, инородни и иноверни влијанија и токму тука е изгубено името, например, своето етничко име. Например, просторите на Албанија, населението кој живело на просторите на Албанија, единствено на балканските простори, кој задржало името Македонија и македонци. Има, барајќи јас листајќи низ тие историски извори, среќавам стотици личности кои себе си се нарекувале македонци. Има многу случаи, и тоа историски личности од тоа подрачје, кои себе си се нарекувале Александар Македонски. И тука е сочувана и една песна посветена на Александар Македонски за борбата со Атина. Значи, тоа е извонреден материјал со кој се посведочува праисторискиот карактер на македонскиот народ на овие простори. Тука на тој простор токму е создадена една голема област со македонското име наречена Кутмичевица. И тука се одвивале сите тие културни процеси. Например, кај многу научни работници ќе се сретне податокот дека, каде што се вели дека за Македонија и македонскиот народ, Албанија е исто како што е Ерусалим за палестинците и зидот на плачот на евреите и за еврејската држава. Тука е создавана македонската култура, македонската цивилизација, преку, како што е познато, учениците на Кирил и Методиј, Климент и Наум, кои действувале токму на тие простори во денешна централна Албанија. Податок што зборува дека од секогаш тој простор бил населен со македонско население. Затоа зборуваат не само сакралните споменици кои се наоѓаат на тие простори, кои се работени исклучиво од македонци,
каде што во самите цркви и манастири се регистрирани имена личности македонци. Понатаму тоа се одразува и во самата топонимија. Значи топонимијата представува еден голем аргумент за тоа дека македонскиот елемент живеел токму на тие простори. Таа топонимија е карактеристична исклучиво за македонскиот народ. Значи тука нема елементи со кои што може да се идентификува некој друг народносен елемент, освен македонскиот. Стрчат се разбира неколку такви имиња кои му припаѓаат на црногорското јазично подрачје, така што сето друго останато е карактеристично само за македонскиот народ. Во моите истражувања јас одев многу подлабоко за да се уверам во тоа дека навистина мијаците живееле токму на тие простори. Земам за пример во мојата студија фибулите кои се најдени, односно предметите кои се најдени од праисторискиот период и од одснежниот период, например во тумулите и во гробниците, така што во времето на Енвер Хоџа на просторите на Албанија се вршени геолошки истражувања на околу 75 локации. И тука се најдени на тие локации се најдени доста предмети кои го посведочуваат словенскиот елемент. И тие пронајдоци, кога се ставени на експертиза на познати научни работници, и е установено дека тие немаат никаква врска со сегашното население кое сега се наоѓа во Албанија. И тие не се крстени, например, гекски или тоскански, или албански, туку се крстени словенски фибули. Тоа се, например, прстени, тоа се наушници, тоа се нараквици, тоа се гердани, копчи за колан и така натаму. И една општа карактеристика. Тие што се најдени, например, во околината на градот Леска, денешен Леш, или во околината на Кроја, ги имаме исто така во Требениште, ги имаме во Полска, ги имаме во Унгарија, во Молдавија, Малорусија, Украина, во Русија, во Мала Азија, значи секаде каде што стапнал словенскиот елемент. И тие не се разликуваат во ништо, само во димензијата. Некои се нешто поголеми, а другите имаат, речиси, една иста димензија и се најдени на сите простори под исти димензии. Самиот тој податок зборува дека прастарите жители на овие простори биле токму словените, односно македонските словени, кои се простирале од Јадранскиот брег до Црното море. Јас би рекол еден податок кој што се манипулира во современата наука, например, антите ги врзуваат, например, или античкиот период, или антиката ја врзуваат со Грција. Тоа нема врска. Самиот термин антика или антички период произлегува од словенскиот елемент, од антите кои живеле на овие простори. Например, да го земеме Полибие. Полибие, кој живеел во 6 век, вели во својата тајна историја дека на овие простори, вели, живеат анти и венети. Значи, словенски елемент, тоа е во науката дефинирано. И вика, бидејќи живеел во период кога било масовното доселување на словенскиот елемент од север, и тој вели дека и овие што веќе доаѓаат, вели, се анти и венети. Самиот тој податок зборува дека токму на овие простори живеел македонскиот елемент од праисторијата до денес. Или да го земеме, например, хрватскиот историчар Фрањо Баришиć во еден обемен предговор кон книгата на Мавро Орбин,
кралството на Словените, тој вели дека во Цариградската архива пронајдов еден многу стар и значаен документ, пишан документ, ракопис, од кој вика дојдов до заклучок дека јазикот на кој зборувале античките македонци е исто што јазикот на кој денес зборуваат современите македонци. Значи, и тоа е еден прилог кон општата констатација дека на овие простори живел исклучиво македонскиот елемент. Други многу важни податоци со кои се демантираат сите други тези, теории и квази тези за тоа дека единствено грчкиот елемент бил праисториски елемент на овие простори, посведочува и еден многу важен податок. Во 1445 година во Пелагонија близу Битола е најдена една плоча, надгробна плоча на која што пишува: овде, вели, почива војсководец по потекло Мијак. Научни работници успеале да утврдат дека таа плоча потекнува од раниот римски период, а раниот римски период представува 168 години пред Христа. Значи, таа плоча датира токму од тој период. Таа плоча се наоѓала до 1912 година во музеот во Битола. Меѓутоа, по доаѓањето на бугарите, таа плоча е однесена во Бугарија и веќе не е достапна за научниот свет. Доколку се излезе на видео таа плоча, значи ќе бидат разрешени сите дилеми за тоа кој елемент, народносен елемент, е најстар на балканските простори. Освен тоа, во село Орланци Кичевско денес исто така постојат стари римски гробишта токму од раниот римски период, во кој што исто така меѓу борците римјаните има и еден Мијак. Може да има и повеќе, меѓутоа на плочата пишува: овде почива Мијак. Значи, тоа се стари гробишта. И има додадено 17. Дали тоа се годините негови, значи на таа возраст бил, или се работи за 17-та година од нашата ера, се уште тоа во науката не е дефинирано. Меѓутоа, дефинирано е дека тие гробишта потекнуваат од римскиот период. Кај мијаците, например, тој римски период се нарекува елеменски период. Кога ќе прашате колку е ова старо, ќе ви речат од елемените. Значи најстаро што може да биде. Така што сите овие податоци што успеав јас да ги приберам, говорат за тоа дека мијачкиот елемент ја населува целата територија на Матија, односно на денешна Албанија. Тој ги сочувал сите оние антички геми што се употребувало во македонското античко царство. Например, го имаме 16 кракото сонце, го имаме кој обично се ставало на црвена копринена подлога, и потоа го имаме и златно-жолтиот лав, кој исто така бил поставуван на црвена копринена подлога, и што е многу карактеристично. Скоро во секоја црква на тие простори, а сега го имаме само малореканскиот предлог, каде што се исто така мијаците кои што се селеле од тие простори. Например, пред самиот олтар се наоѓа камена или мермерна плоча на која е изгравирано 16-кракото сонце. Или 16-кракото сонце кој што се наоѓа на пафтите од невестинската носија. И невестинската носија е установено дека потекнува токму од тој антички најстар период. Бидејќи да тука во тие метални елементи што се од пафтите кај невестите во мијачката носија, се содржат и други многу значајни елементи, символи токму од тој период, што секако времето нас не ни дозволува да одиме пошироко. Со еден збор, мијаците представуваат едно етничко племе или една заедница, племенска заедница во составот на македонскиот народ, каде што се
сочувани токму тие најстари особености јазични. А кога збориме за јазични, би сакал да потсетам дека на предметите најдени 500 години пред нашата ера, кои ги обработува нашиот еминентен историчар, професор доктор Ташко Белчев, на садовите кои се користеле за чување на вино, потоа за жито и така натаму, стојат надписи. Во тие надписи го среќаваме мијачкото нарече. Например, тука имате на многу места огон. Не оган, туку огон. Каде што буквата О, самогласката О, има значајно место во зборот. Или, например, остина. Значи, нешто се оладило, нешто се... Така што во многу такви надписи веќе среќаваме ние зборови кои се карактеристични во мијачкото говорно нарече. И самиот тој податок зборува дека македонскиот елемент е најстар елемент на овие простори. Во студијата што ја обработувам посебно поглавје имам за научни работници кои пишувале токму за тоа каде живееле словените на тие простори, односно македонскиот елемент на тие мацки, односно албански простори. Можам да кажам дека се преку, ако ги броиме, преку 200 научни работници кои тврдат дека македонскиот словенски елемент со таа територија господарел до крајот на 18 век. Тоа е многу важен податок. Овде посебно се поставува прашањето како сега тоа население на тој простор веќе го нема во најголем дел. Дел е исламизирано и гегоизирано на тие простори. Например, ако прашате некој во Тирана, а во Тирана има 20.000 православни македонци и преку 25.000 исламизирани, сметајки во околината, ако го прашате што сте, ќе ви рече мијак, македонец. Без размислување. Што значи дека таму и натаму живее тоа име. Името на својот етнос. Каде исчезнале тие македонци што се наоѓале на тие простори? Познато е дека уште кога турците го освоиле Охрид во 1404 година, голема маса македонско население преку Родонскиот залив кај градот Леска се иселило во Италија, во Јужна Италија. Второ преселување било после смртта на Георгија Касиот, односно 1480 година, каде што има податок дека околу 200.000 македонци од Родовскиот залив кај Леска се преселило во Јужна Италија и на Сицилија. Некои маси допреле дури до Малта. И познато е во историјата дека Охридската патријаршија имала своја православна епархија токму во срцето на Ватикан. Тоа е Јужна Италија и Малта. И таа епархија живеела речиси 4 столетија. Следното преселување на македонскиот елемент од тие простори се случил по доаѓањето, по доселувањето, по колонизацијата на гегите на тие простори кои турците ги донесе на крајот или почетокот на 18 век, крајот на 17 и почетокот на 18 век. Тие немаат ништо таму материјално што може да се посведочи или да се идентификува дека тие живееле токму од времење на тие простори. Такво нема. Што значи дека се тие скорешно дојдени на тие простори, а за тоа постојат доста студии во кои е опишано како тие биле преселувани на овие простори и зошто турците ги донесле за тоа, за да го разбијат големото Словенско море. Овој збор можете да го сретнете во многу студии. И по доаѓањето на гегите на тие простори, бидејќи е општо познато во науката и дефинирано дека е тоа криминогена нација, дека турците ги донесле токму да се обезбедат словенскиот елемент на тие простори, да не може да се крене на бунтови и востанија.
И од тие причини го донесле тоа население да врши терор и насилство на тие простори. И во последните, значи до 1912 година, до повлекувањето на турците од балканските простори, македонскиот елемент на тие мацки албански простори живеело како во пеколот. Тоа морало од тие разбойнички банди да бега, да се сели, да оди во некои побезбедни простори. Има, можам да кажам ја, 30 или 40 автори кои што пишуваат како се селило тоа македонско население од тие простори. Денеска го имаме, значи, од Македонија, значи денешна Западна Македонија, па се до Русија. Некои дури бегале и во Турција, бидејќи да била сепак империја и таа водела грижа за тоа население. Што значи дека македонскиот елемент се селил постапно од место на место додека не наоѓал безбедно место. Јас би рекол дека според она што бугарските автори го пишуваат, што може да се најде во нивни студии за тоа население што било бегалско тие простори, можеме со сигурност да посведочиме, да кажеме дека на просторите, само на просторите на Бугарија денес имаме некаде околу 3,5 милиони македонци, од кои 80% се токму од просторите на Матија од денешна Албанија. Да земеме само Софија. Во Софија има две населби, Красно е село и Красна е пољана. Тоа се чисто македонски населби. Тука може да има близу 500.000 македонци. Меѓутоа, за жал и за голема несреќа и трагедија, тие не смеат да се декларираат дека се македонци, зашто нормално, уште од времето на Тодор Живков, може да изгубат работата, може да се гледа на нив со други очи и така, поради тоа, тие не се декларираат како македонци. Така што мијачкиот елемент од тие простори е распространен на сите краишта. Ги има дури во Австрија, во Унгарија, во Полска и да не набројувам повеќе. Значи, ги имаме на целиот европски континент.